Македонците мора самите да најдат сила и да ги решат проблемите што се причина за долготрајната политичка криза во земјата, смета бугарскиот политички аналитичар Љупчо Нешков. Тој, при гостување на бугарската телевизија БТВ, истакна дека решението на кризата во Македонија е неопходно во што поскоро време, затоа што постои сериозна опасност таа да премине во безбедносна, што се покаже со случувањата во Македонското собрание при обидот да се прогласи Талат Џафери за претседател на законодавниот дом. Според Нешков, тие инциденти биле логична кулминација на тензиите што веќе 3 години тлеат во Македонија и само среќа е што при тие случувања немало жртви. Затоа, анализира аналитичарот, политичките чинители во државава мора да се обидат да најдат излез преку сериозен политички диалог во кој ќе биде вклучен и највисокиот државен орган во Македонија, односно председателот Ѓорѓе Иванов. В крайна сметка президент Иванов в момента е единствената легитимна и работеща институција в страната. Вие не може сутринта да казвате, че искате мандат от президента, за да управлявате страната, а след обяд да казвате, няма да участвам, той е нелегитимен, той е партиен и така нататък. Тоест не може по този начин да се води политика и вие да имате желание да управлявате страната. Логично е след това, което се случи с нощи и слава Богу, има наистина само убити, а няма убити, трябва да започне истинския диалог, а не двете партии, двамата лидери основно, да си говорят помежду си с термини като гангстер, убиец, бъдещ, бивш затворник и така нататък. Това не води до никъде, това не решава кризата в Македония. Вече започва, това е вече лична битка между двамата. Во продолжението од интервјуто, Нешков се осврна детално на инцидентите во собранието, за кои вели дека биле испровоцирани од постапките на политичарите во собраниската сала. Според него, реакцијата на народот била логичен одговор на провокацијата да се пее странска химна во Македонското собрание и со сила да се обиде да се наметне нешто што е смислено во туѓа држава. Но вижте, не е проблема, че той е етнически албанец. И ако се върнем в историята на Македония, в ВМРО е имало много албанци, които са били членове и които са се сражавали на страната на македонците. Да, но е използван за повод, нали така? Абсолютно, абсолютно. И тук вече затова казвам, не е причината и повода за този конфликт, че той е етнически албанец, а че има определено политическо поведение, което получава подкрепата отвън и тя е много груба, бих казал опасна, от страна на самата Албания и на съседно Косово. Еди Рама говори, че не иска да разрушава Македония, призовава албанския министър на вътрешните работи какво да предприема. На крајот од интервјуто, бугарскиот аналитичар истакнува дека во изминативе 3 години, колку што трае кризата, многу пати доаѓале пратеници од странства во обид да донесат некакво решение, но дека освен неколкуте политички договори, како што се пржинските, од тие нивни посети немало некој поголем реален ефект. Затоа, препорачува Нешков, македонскиот народ и пред се македонските политичари треба да најдат сила и самите да ги решат проблемите во кои се наоѓа државата.